Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Предавството кое Зоран Заев и СДСМ го извршија на државно ниво, сега неговите пулени го спроведуваат и на локално ниво. Имено на седницата на Советот на општина Прилеп, која е закажана за во среда, се предлага промена на статутот на општината, каде зборовите Република Македонија ќе се заменат со Република Северна Македонија. После воведената двојазичност, ова е второ понижување на градот Херој и генерации на борци кои потекнуваат од Прилеп. Сите тие се бореле за слобода и независност на една држава, а тоа е Република Македонија. Никој од нив не познавал никаква северна и не го положил животот за ваква обезличена држава и народ. Илија Јовановски и Миле Талески, луѓето кои денес ја предводат општина Прилеп, добија мандат од граѓаните за ветените проекти, а не за промена на името и ставање дополнителен гнев врз граѓаните. Довербата од прилепчани, тие ја добија за изградба на затворен базен, за 20% пониски сметки за вода, за изградба на двете ветени обиколници, за нови градинки и училишта, за реконструкција на старата чаршија, рекреативен центар кај Вештачкото езеро и така натаму. Она што сега го спроведуваат е соучество во понижувањето на државата и граѓаните, кое никој нема да им го прости. Прилеп е град на горди луѓе и град кој секогаш знае да казни. Ги прашуваме Јовановски и Талески, дали промената на името ќе придонесе за побрза газификација на градот? Дали промената на името ќе донесе нови фабрики во индустриските зони Прилеп 1 и 2 и во индустриската зона кај Алинци? Дали со додавањето на Северна ќе се решиме од бројниот непотизам во институциите? Почитувани, веќе е јасно зошто овие луѓе се донесени на функција и која е нивната задача и цел. Во нивниот мандат и нивниот бележник на активности има само едно, а тоа е поништување на се што е македонско. За голема среќа, силата е во вас, граѓаните. Вие сте тие кои давате и кои земате. И кои за овие предавства ги казнивте на претседателските избори. Деновите на овие луѓе се изброени и заедно со вас ќе ги поразиме уште посилно. Ви благодарам.